Законот за заштита од пушење или поново Закон за заштита од употреба на производи од тутун или сродни производи е во финална фаза. Во вторник треба да ги помина последните владини процедури и да пристигне во собранието на гласање. Иако првично беше најавен како многу ригорозен, по пат имаше одредени отстапки. Прво им се попушти на угостителите и наместо тераси отворени од 3 страни се донесе решение да бидат од 2, но тоа ќе важи за 1 година од сега. Владата се откажа и од првичната замисла да ги забрани за увоз сите ароматизирани вкусови. Сепак на сила ќе биде забраната за сите затворени простори. Верувајте ни, инспекциите ќе бидат ригорозни на целата територија на државата. Ова го повторувам, на целата територија на државата. Нема да има повластени региони, градови, населени места и така натаму, каде што ќе нема да се почитува законот. И за ова јас ви гарантирам и тука ќе нема никаков пардон. Законот нема да забрани производство, увоз, извоз или продажба на тутунски производи и електронски уреди, но ќе ја регулира нивната употреба. Па така ќе бидат забранети рекламите и изложувањето на овие производи. Чат не смее да се види ниту пред здравствени и образовни институции, а пушачите ќе можат да пушат најмалку 20 метри подалеку. Забрана ќе има и за пушење во автомобил во присуство на дете, на автобуски и железнички станици, на пазари, како и во низа други институции и јавни простори. Тутунот е поврзан за жал, кај нас со 3600 смртни случаеви годишно, односно околу 13% од сите смртни случаеви во државата. Економската загуба за проценување се проценува на 38 милиарди денари во државата, односно над 600 милиони евра годишно, што представува околу 5,16% од бруто домашниот производ кој што се третираат овие граѓани. Новиот закон предвидува забрана за употреба и на традиционалните тутунски производи и на електронските уреди, вејпови и слично во угостителски објекти кои не се целосно отворени од најмалку 2 страни. По изгласувањето, законот веднаш ќе стапи на сила и ќе важи за сите. Само угостителите ќе имаат 12-месечен период на прилагодување. Благодарност до премиерот и владата, како и до министерот за здравство, за инклузивниот и партнерски пристап во самото креање на законот, како и за фазната имплементација, односно така наречениот едногодишен грейс период, во кој што ние, како угостителски сектор, ќе имаме можност да ги преадаптираме нашите тераси согласно новите законски решенија, се со цел нашиот сектор да претрпи колку е можно помали економски последици. Од тутунската индустрија денеска го повторија ставот дека се на страната на заштитата на јавното здравје, но сметаат дека диалогот треба да продолжи со цел да се одржи баланс меѓу јавно-здравствените приоритети, економската одржливост и усогласеноста со современите економски практики. Согласно нашите искуства, прекумерната регулација и делумното ограничувањето на трговијата може да резултира со раст на нелегалната трговија. И во овој контекст треба да се разгледуваат позитивните искуства на дел од членките од Европската унија. Дали се почитува законот во проверка на терен ќе бидат задолжени 14 надзорни органи. Предлог законот првично беше најавен да почне да се применува од 1 март, но беше одложен поради реакции и забелешки од угостителите и тутунската индустрија. По неколку месеци разговори тие постигнаа договор со Министерството за здравство, а денеска сите заедно се собраа во владата и одржаа заедничка пресконференција.